Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина на Советот на општина Битола, денес на 35.2025 година. Имаме кворум за работа, 4 се присутни од комисијата членови и го предлагам следниот дневен ред. Одлука за донесување на техничка исправка во ДУП за ЦГП 5 дел блок 4 општина Битола, одлука за донесување на техничка исправка за ДУП на Реонски СРЦ Довледжик блок 1 општина Битола и утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт запад 8 блок 30801 општина Битола. Кој е за ваквиот дневен ред? Дневниот ред е усвоен. Имаме представник од општина Битола кој ќе ни ги објасни точките, меѓутоа за првите две точки јас сакам да кажам дека согласно законот за урбанистичко планирање имаме законска можност за коригирање на технички исправки во деталните планови, кои се однесуваат на нумерички некои показатели или на намени. Не се мисли на промена на намена друга, туку има грешка во текстуалниот дел и во графичкиот дел и се усогласуваат текстуалниот и графичкиот дел. Кристијан е овде, нека ни објасни за какви технички грешки се работи во првите две точки. Кристијан? Значи, овие се две постапки за техничка исправка на урбанистички план, кои согласно член 3 се носат согласно член 36 од Законот за урбанистичко планирање. Во едната станува збор за детален урбанистички план за ЦГ Централно градско подрачје 5 дел блок 4, каде што се предлагаат корекции во делот на површината на градежна парцела градежна парцела, каде што значи бројот 300 градежна парцела број 14 од истиот план, каде што бројот 387.88 се заменува со бројот 357.12. Значи неусогласеност на површината на градежната парцела, односно истата се намалува. Соодветно на тоа, во колона број 7, процентот на изграденост од бројот 27.75 се заменува со бројот 30.14, во колона број 8, коефициентот на искористеност со бројот 0.55 се заменува со 0.6 и во колона број 12, компатибилни класи на намени, B1 10% се заменува со B1 30%. Значи, тоа би било корекцијата во ова техничка исправка. Сега, ако има некои прашања за ова прво, па да ја објаснам и наредната. Тоа е корекција од текстуалниот во графичкиот дел правиме, така? Во табеларниот приказ, во нумеричките показатели. Некој сака во врска со ова да праша, со оваа точка некој прашање? Пошто немаме прашања, може Христијан на втората точка да одиш. Наредната техничка исправка станува збор за детален урбанистички план за Реонски спортско-рекреативен центар Довледжик блок 1, каде што се утврдена грешка во делот на табелите со нумерички показатели, односно во колоната 7, каде што стои намена Г2, се заменува со Б1, поради тоа што истата не е усогласена во текстуалниот дел и во утврдено дека не кореспондира со делот и во текстуалниот дел и во документацијаната основа како е објектот евидентиран. Тоа би било корекција. Збораме во овој план, Г1 намена и немаше ни предвидено никогаш. Очигледна е техничка грешка во рекреативна зона, Г намена не можеме да имаме. Да. Значи, тие би биле технички исправки. Дали некој има прашање по однос на оваа точка? Yes. Да.
Може да ми кажете што значи Г1, што значи Б2 ми рековте? Значи, Што се намените? вака сега. Зашо е направена Да, да. грешка? Еве, јас кратко, после Кристијана ако сака нека дополни. Г намена е индустрија, а Б е мали комерцијални дејности. Значи, ова е дел со овај план овде во Довлеџик нема можност за Г1 индустријски објекти, пошто има друга намена цел план. Меѓутоа не е проблемот тоа, туку е проблемот што во графичкиот дел се јавува Б намена и то не е усогласено со графичкиот дел, со текстуалниот дел, каде што намената е Г и се прави усогласување. Не, мислам, разбирам дека има техничка грешка, како што велите, меѓутоа сакав да знам што се намените Да. и ме интересира точно на кое место се работи? Тоа е базенот Довлеџик? Довлеџик. Каде кај Довлеџик? Овде е како вака се. Не знам како градежна парцела, број мислам дека беше 5, али поточно треба се види во материјалите или не знам како да ви. Не, не ќе да ме сватите грешно, ама после се носат некои одлуки тука, без да знаеме какви се и шо се, бидејќи сме донесли неколку одлуки кај што еве за општо добро сме дали на јавно наддавање, дали да се измени и после не се постапува согласно тоа што го дал советот, затоа ве прашувам, мислам не е ништо лично, чисто да знаеме да имаме представа на кое место се наоѓа Значи, парцелата едната и другата. во материјалите мислам дека може да се види, меѓутоа ако треба дополнително ќе ви не знам сега. Ма јас не сум архитект, не можам да ги разгледам материјалите, затоа и ве прашувам. Која катастарска парцела ви интересира точно? Ме интересира точно кај се наоѓа од прилика. Значи, не е толку голем градо. Од прилика кај се овие парцели ме интересира, за кај збораме. Улица Довлеџик од десна страна, од страната на базенот, кој ќе оди нагорече. Сега не Добро. знам како која конкретно парцела ви како да ви објаснам, пошто реално таму Не, не ве знам и убаво дали ми има тоа објаснавте, значи Карши Арангел погоре од градинката или пред градинката? Така иди, да. Кај градинката. Кај градинката. Изгледа, да. Добро, а другата? Предходната? Другата е во кај Солунска иди негде улица со Климент Охридски. Да, тука се централно Кај градско централно подрачје, градско петти подрачје. дел, кај што се сечат Солунска и Климент Охридски. И таму од шо во шо имаме грешка? Значи таму е 380 и нешто квадрати на ведено во планот, очигледно е 357 квадрати. Значи се намалува за 30 квадрати, се пишани плюс. Добро, фала. Сега можеме да одиме на третата точка, пред да ни објасни... Изволте. Да. Фала ти. Кај е грешката во оваа измена што ја правиме во парцелата за спорт или за спортски активности или од парцелата за индустријски? Значи во текстот е за индустрија или во текстот е за спорт? Нема нигде спорт овде. Имаме Спорт планот се вика така. Добро да планот нека се Да, вика и сега иначе, што поправаме ние. Ние Индустрија или поправаме. спорт поправаме? Значи, спорт нигде не поправаме. Имаме Б, мали комерцијални и Г, индустријски. Супер. Во дел на Како во земјиште дел? во кој дел? Во Кај базенот планот, така. да. Значи, кај базенот пошто рековте. Да. Чија Не- собственост е таму тој дел? не ја поправаме. Тоа е усогласување на текстуалниот со... Не правиме измена ние. Така ли? Само го усогласуваме Што го текстуалниот со графичките прилози. Добро, грешката беше во текстуалниот дел. Уште еднаш, Кристијан, Значи грешката е во нумеричките податоци во табелите. Така, во нумеричките. да. Значи, едно пише во текстуалниот, друго е во нумеричките. така. Така и во графиката. Текстуалниот дел се прави врз основа на нумеричките или обратно? Текстуалниот дел дали се прави во основа на нумеричките? Обично се прави во текстуалниот врз основа на... Ама нема врска, не е то правилото врви низ многу филтри и со копи-пейст која ќе се прави може да се направи техничка грешка, а законот за
урбанистичко планирање ни дава можност за корекција на технички грешки. Значи, не се менува намена надвор од планот, се усогласуваат текстуалниот со нумеричкиот дел, со графичкиот. Председателке има, затоа што велите индустријски и дуќанчина, така? Така. Ако добро ве разбрав. Значи, едното со другото не е исто. Втора работа на терен, едното со исто уште поќе не исто, бидејќи таму имаме друга ситуација, така? Ако се измени, ќе имаме промена на местата таму? Нема никаква промена да има, си останува парцелата, си останува големината. Парцелата си останува, намената дали ќе остане истата? Ма намената е предвидена Б1, се коригира кај што пишело Г во Б1. Намената Б1 по генерален, по детален, по блоковска поделба си е Б. Генерален веќе имаме се изработка нов, кој што нема врска се, и ние си правиме промени како што сакаме, како што ни одговара. Не правиме ние промена на деталниот план, ние коригираме техничка грешка. А иначе ние паралелно на генералниот план работиме уште неколку дупови низ градот. Каде си ги менуваме како што ни одговари, затоа немаме да го нарачаме Не, генерално. не. Последно беше последната измена што направивме така горе, многу беше интересна таа измена. И сега имавме расправа, ако се сеќавате горе во... И вие зборувавте за тоа, така? Така, И професионалците од јавното предпријатие зборуваа за таа работа. Не зборував само јас. значи, по генерален план се дефинирани зонирање на намени. По нумерирање, Како по нумерирање? а не по текст, како што претходно ве прашав. Значи, вака сега, не знам, станува збор, може малце? Да. Добро. Вака, значи постапката за техничка исправка на урбанистички план, согласно член 36 од Законот за урбанистичко планирање, дозволува да се коригираат технички исправки да се извршат доколку има неусогласување и планот не може да се спроведува. Сега, во став 1 вика на донесен урбанистички план може да се изврши техничка исправка. Во став 2, техничка исправка може да се изврши само поради грешка што настанала во процесот на изработување и донесување на планот, грешки во техничкото исцртување, испишување и опремување на планот која предизвикува неусогласеност, двосмисленост или меѓусебна спротивност на параметрите во графичкиот приказ, текстуалниот дел и нумеричкиот дел на урбанистички план или неконсеквентно изостанување на податоци за поединечни градежни парцели што се уредени за сите други, односно што се согласно со задолжителната содржина на урбанистички план, како и други проблеми во спроведувањето на планот. Значи, овде имаме неусогласување на текстуален, графички дел и нумерички дел. И ради тоа се прави техничка исправка. А овие сите што дали према од текстот се зема во графиката или од графиката се зема во текстот, тие работи се веќе согледани на Комисија за урбанизам. И еднаш му беше вратена, пошто се бараше друга намена која видовме дека не може да биде тоа така. Виждате, председателке, се бараше друга намена. За тоа зборам. Значи, Ама не е Во тој прифатена контекст, намената, немаме значи, сменато намена. во тој контекст, пак ќе речам, може да речат дека сакаме да се смени во Г1 или сакаме да биде во, односно Г2 и сакаме да биде Б1. Меѓутоа, сите факти кажуваат дека грешката е направена во делот Па еве сега вака нумеричките просто податоци. да објаснам. Сите барања за технички грешки одат во стручната комисија за урбанизам. Тоа вие што викате, што е точно? Г1 да се превземи или Б1, го разгледува комисијата за урбанизам. Ако стручната комисија за урбанизам, ако стручната комисија за урбанизам согледа дека во планот намената на цел блок не е соодветна на К1, кажува дека мора да се согласи со Б намената. Разбирате, ние не сме стручна комисија. Ние слушаме што ни кажува стручната комисија. А техничка грешка на план, согласно, то си одговор на стручната комисија, согласно податоците што ги добиваме од стручната комисија, е нормална законска обврска која треба да се спроведи. Доколку има техничка грешка во планот, констатирана и одобрена од стручната комисија за урбанизам. Уште нешто да појаснам, во контекст на тоа не може некоја желба да биде сакаме да биде вака или да биде така. Ако има очигледни технички грешки, тогаш се пристапува кон исправка на истите. А во конкретниот случај, не знам, и со генерални урбанистички план, мислам, не гледам јас никаква поврзаност. Ова е чисто техничка исправка на
техничка грешка во планот, што е очигледна. Друго прашање по однос на оваа точка? Тогаш одиме на третата точка. Пред да ни образложи Кристијан за третата точка, сакам да кажам дека овде се работи за деталниот урбанистички план, каде што е предвиден мултифункционалниот центар и каде што повеќе членови од Советот беа присутни на партиципативното тело, каде што изготвувачот на планот ни го објасни. Овде бевме во оваа сала, овде јавното предпријатие ни го објасни планот. Значи, законската постапка е, кога овај план ќе добие ревизија, Советот треба да даде зелено светло за да понатаму оди на јавна анкета планот. Значи, со оваа одлука ние не го одобруваме планот, туку даваме зелено светло да оди на јавна анкета. На јавната анкета имаат право сите сопственици таму на местата и поширокото граѓанство и институциите кои се инволвирани во овај дел од план да дадат своји забелешки и да пополнат анкетен лист, потоа да се разгледаат анкетните листови, да се имплементират забелешките во законот, долга е процедурата после тоа и дури после тоа и одобрувањето на планот од страна на Министерството за транспорт и врски иди на согласност кај нас во Советот на општина Битола за одобрување или неодобрување на планот. Ние сме до чекор каде што треба да се даде можност за планот да оди на јавна анкета. Онај план кој на партиципативното тело беше овде образложен. Кристијан, можеш сега ти да дадеш образложение. Значи да, за конкретниот план е направена значи стручна ревизија и моментално како нацрт план е пристигнат до Советот на општина Битола, со што би се донесела одлука за утврдување на нацрт план за детален урбанистички план четврт Запад 8 блок Z0801, со што би можело да се отпочне јавна презентација и јавна анкета, наредно да согласно законската регулатива. Дали некој има прашање по однос на оваа точка? Да, повелете, Корлевски. Ова истиот што го зборавте вчера со граначалникот? План во Арама 4-2? Не, ова е кај што е мултифункционалниот центар горе над новиот пазар, каде што овде бевме сите на јавна презентација. Добро. Тоа што вчера беше зборано е тоа што го усвоивме ние како Совет овде за конкурс за рекреативно решение, за рекреативна зона во Арама и е скроз нешто друго, за него имаме детален план, за него се чисти ситуациите и ние како Совет го побаравме тоа, си обезбедивме средства и треба да го реализираме. А ова денес што го збораме е над Веро, мислам дека и вие, Корлевски, бевте на партиципативното тело. Многу пати се менват дискусиите меѓу спортска зона и мултифункционален спортски комплекс, така? Не, ама тоа е многу јасно, значи, спортско-рекреативната зона си се наоѓа во Арама. Таа си е предвидена по детален план и ние како Совет донесовме одлука овде дека ќе се распиши конкурс за таа спортско-рекреативна зона. То нема врска со мултифункционална спортска сала. Затоа ве прашувам заради јавност, Да. заради мене бидејќи се зборува во мултифункционална коментарите сала. дека еве ја спортската зона, ако не одговара па не мултифункционалниот спортски комплекс. Не, а ова мултифункционалниот спортски центар е на местото на овај детален план кој сега го разговараме, тој се наоѓа над Веро негде, мислам од прилика над Веро, и овде го разгледавме на тој е нов детален план. Да. Дали има некој друго прашање? Дали имаме друго прашање по однос на оваа точка?
Немаме прашање по однос на оваа точка, со тоа ги завршивме точките од дневен ред, да преидиме на гласање. Прва точка, одлука за донесување на техничка исправка во ДУП за ЦГП 5 дел, блок 4, општина Битола. Кој е за да крени рака? 4 за. Одлука за донесување на техничка исправка во ДУП за Реонски СРЦ Довледжик, блок 1, општина Битола. Кој е за да крени рака? 4 гласа за. Уште еднаш во интерес на јавноста, како што вели и советникот Корлевски, значи денес, по однос на деталниот урбанистички план за четврт Запад 8, блок 30801, го одобруваме нацрт планот и ја даваме можноста да оди на јавна анкета. Не го одобруваме планот за да биде јасно на јавноста. Кој е за оваа точка? 4 гласови за. Со тоа го исцрпуваме дневниот ред и ја затворам седницата. Благодарам.